Високата излезност на овие избори сведочи дека избирачите ја сватија клучната улога што ја играат добрите избори за иднината на нивната земја. Политичкото устројство сега има одговорност да биде на висината на овие очекувања. Тие треба да го искористат овој замаец и мандатот што им е даден, за да ги спроведат реформите што се неопходни за иднината на оваа земја. Ние навистина бевме длабоко загрижени околу она што се случува. И колку се длабоки јазовите меѓу политичките чинители од една страна и граѓаните од друга страна. Бидејќи не секогаш политичките партии и чинителите се исто што и граѓаните. Никогаш веќе нема контакт. Овие избори и минатата година на мојата пресконференција резимира многу од тешките прекршувања на изборите. Овие избори беа поинакви. Пред се, имавме долг период на болно учење од страна на политичките партии во вашата земја. И изнаоѓањето спогодби, например, спогодбата, договорот околу избирачкиот список. Тоа е договор. Работата на избирачкиот список почнува на денот по изборите и треба да трае. Второ, договорот околу состојбата во медиумите. Секогаш беше подцртано од страна на Советот на Европа дека важноста на специјалниот обвинител, истражувањето на предметите што произлегуваат од прислушнуваните разговори треба да продолжи. Сакам да посочам две нешта во поглед на овие избори. Зашто во неделата, вчера, многу работи беа многу подобри отколку во минатото. А особено тоа се однесува на ситуацијата на хорор, ситуацијата од 2015 година во Шутел Ризари. Тоа беше сменето. Но, мојата длабока загриженост се однесува на она што се случи изминатата седмица, во вашата земја. Овој масивен притисок врз државните службеници е неприфатлив. Притисокот врз наставниците, врз медицинските сестри, врз лицата кои работат во администрацијата. Тоа мора да се смени. И мора веднаш да се смени. Овие важни предуслови ни овозможија да го уствариме нашиот мандат делотворно и без нарушување. Делегацијата на парламентарното собрание на ОПСЕ е составена од околу 30 парламентарни наблюдувачи, кои што представува суштествена компонента на овие заеднички активности на наблюдување. Што се однесува до нашите наоди, и јас го споделувам и се согласувам со она што го кажа специјалниот координатор господинот Роберто Бателли во своето излагање. Нашето наблюдување главно отслика една мешана слика што се карактеризира и со позитивни и со помалку позитивни согледувања. Например, видовме опипливи напори и конкретни заложби да се подобри, да се реновира изборната машинерија и тоа под значителен притисок од времето. Ова е остварување што би било предизвик за секоја земја, а сепак се забележа напредок. Сепак, има и важни неразрешени предизвици што се секогаш поврзани со таа изборна машинерија, вклучувајќи ги оние поврзани со функционалноста на Државната изборна комисија. Регистрирањето на гласачите и процедурите за поплаки и за жалби се исто така подобрени, но овие подобрувања сега мора да се направат одржливи.
Други суштествено важни области, како што се судството, изборната администрација и медиумите, се карактеризираат со помалку напредок, што исто така беше предвидено со Пршинскиот договор. Дами и господа, од императивна важност е заслужен да се даде заслужен степен на важност и на високата излезност на денот на изборите. Тоа сигнализира и големи очекувања од страна на електоратот кој што посакува подобра иднина за оваа земја и за наредните генерации, а истовремено и посакување да се стави крај на долготрајната политичка криза. Ги повикувам политичките сили и сите чинители да го слушнат овој гласен, живописен апел за тоа што тие должат длабоко почитување на овие колективни очекувања. Позитивните трендови и постигања мора да се консолидираат во одржливи механизми. Како што споменав претходно, преостанатите незавршени реформи и недостатоците, вклучувајќи ги и оние во сферата на медиумите и судството, треба да најдат свој одговор во рамки на уставните институции. Тоа ќе помогне да се зајакне довербата во сите сектори од општеството. И најважно, политичките сили мора да покажат политичка зрелост каква што тврдат дека поседуваат. Политичките сили од тука мора исто така да се здружат околу приоритетите на домашната и надворешната политика, за да се одбегне потенцијалното и опасно назадување. Како заклучок, сакам уште еднаш да нагласам дека сега одговорноста лежи кај политичките партии. Гласовите на нивните сограѓани мора да се слушнат. Овој очекуван чекор ќе представува честно толкување на нивните политички мандати и ќе биде одговорно следење на нашите препораки.